Добар ден. Предпоследниот ден од јули изминува со тропски температури, но и со настани од истокот. За денешните актуелности гледате во дневникот веднаш по кратката најава. За една година во Пробиштип треба да проработи леарница за железо и алуминиум на компанијата Кранфилд Фаундри. За почеток ќе бидат вработени околу 300 лица. Измените на законот за прекршоци и намалувањето на казните на предпријатијата беа тема на состанокот на штипските пратеници од ВМРО ДПМН и стопанствениците од регионот. Екстремно високите температури, периодов и долготрајната суша го уништуваат родот на полињата на истокот. Во оваа фаза варнежите само може да ги ублажат загубите. Компанијата Кранфилд Фаундри ќе инвестира во Пробиштип. Вчера беше подпишан договорот со кој оваа современа леарница на железо и алуминиум ќе вложи 15 милиони евра и ќе вработи околу 300 лица. Нема место за загриженост на граѓаните на Пробиштип дека овој индустријски капацитет ќе ја загадува животната средина, вели градоначалникот Тони Тоневски. Компанијата Кранфилд Фаундри инвестира во Пробиштип, каде ќе гради најсовремена високо автоматизирана еколошка леарница за производство на делови за автомобилската индустрија. Нема простор за загриженост на пробиштипјани дека овој капацитет ќе ја загадува околината, бидејќи ќе бидат запазени сите заштитни мерки, вели градоначалникот на Пробиштип Тони Тоневски. Како градоначалник нема да дозволам никаква инвестиција, ниту било какво вработување кое што ќе биде на штета на здравието на жителите на општина Пробиштип. Во повеќе разговори со инвеститорите и нивните проектанти, како и во консултации со сите релевантни и стручни лица во нашата држава, констатиравме дека нема да има никакво штетно влијание на производството од фабриката врз животната средина и затоа донесовме одлука да ја прифатиме оваа инвестиција. Студијата која што е изработена и доставена од страна на Рударско-геолошкиот факултет во Штип и од страна на најрелевантната институција за влијание на овие индустријски капацитети од ваков тип врз животната средина покажува дека нема никакво штетно влијание врз здравието на луѓето. Во компанијата ќе се вработат најголем дел на профили со кои општина Пробиштип располага. Овде се работи пред се за техничките струки. Значи, од страна на инвеститорите сум информиран дека во почетната фаза ќе се вработат 150 лица, од кои што 50 ќе бидат со високо образование, се мисли на најголем дел на инженерски кадар, машински инженери, металурзи, технолози, електроинженери и сите други технички струки. Меѓутоа, исто така ќе се вработуваат и економисти, и правници, така што ќе бидат опфатени поголем дел од квалификуваните кадри кои што ги имаме на располагање во нашата општина и се надевам дека дел од младите луѓе кои што моментално се на некое работно место во околните општини или во Скопје ќе имаат можност да се вратат и да продолжат да работат во нашата општина. Оваа инвестиција од големо значење не само за Пробиштип, туку и за целиот источен регион и ќе значи раздвижување на целата и локалната и регионална економија. Убаво е да се вработат млади, нека работат, да не излават надвор од државата. Се што се отвори убаво е, млади ка се вработат повеќе, туку мало градче. И оваа странска инвестиција е дел од владината кампања и е резултат на повеќе месечните напори и на владата и на претениците. Ова инвестиција ја најавивме пред еден месец. Примарното производство на компанијата ќе биде наменето за монтажната и железничката индустрија. Со тоа Македонија уште повеќе го зајакнува својот имидж како земја со автомобилска индустрија. Ова се почетни 280 директни вработувања, меѓутоа ќе има еден огромен број и на индиректни вработувања на компании кои што ќе работат за оваа фабрика, така да бројката е повисока од тоа што е најавено како 280 вработени и самите инвеститори најавуваат дека ова е само прва фаза. Некаде околу втората половина на септември ќе биде поставен камен темелникот за изградба на фабриката, а во текот на наредната година ќе излезат и првите производи. На почетокот ќе се преработува околу 25.000 тони материјал годишно.
Вкупната инвестиција се проценува на 15 милиони евра, а доста важно за Македонија е отворање на 300 нови работни места во Пробиштип и околината, истакна премиерот Груевски. Пратениците на ВМРО ДПМН од Штип вчера има работна средба со бизнис заедницата од регионот. Тема на состанокот бие измените на законите за прекршочна, парична и општа управна постапка, посебно во делот на намалување на казните за стопанските субјекти. Целта на овие законски измени е создавање поволна клима за стопанисување на претпријатијата и зголемување на нивната конкурентност. Во текот на минатата недела, македонските пратеници ги изгласа измените на неколку постоечки закони, како што се Законот за прекршоци, за парнична постапка и Законот за општа управна постапка. Бидејќи Законот за прекршоци предизвика најголемо одобрување од бизнис заедницата, измените во овој закон беа тема на синокешната средба на пратениците од Штип Никола Мицевски и Трајче Димков со собствениците на мали и средни предпријатија. Најинтересен од сите овие закони е Законот за прекршоци, кој што поведува едно нивелирање на санкциите и намалувањето на самите санкции за едно минимум од 1 до 7 пати, значи намалување, што значи ќе имаме нивелирање на санкциите по одредени критериуми. Ова е една од значи предизборните ветувања на ВМРО ДПМН. Морам да појаснам за гледачите дека Истото беше потегнато уште минатата година, веднаш по завршување на изборите, меѓутоа поради тоа што се бараше двотретинско мнозинство, законот чекаше да се создадат услови за да собранието може двотретински да ги донесе овие закони, имајќи во предвид дека опозицијата веќе не е во парламентот. Синокешната средба беше одржана со цел да се слушне мислењето на собствениците на мали и средни предпријатија. Идејата наша всушност е да го презентираме, да го кажеме, меѓутоа да ги слушнеме уште еднаш какви се очекувањето од овој закон и доколку има потреба да коригираме уште нешто, бидејќи на тој начин работиме. Вие знаете ние дека секојдневно се среќаваме со граѓаните и ќе се потрудиме и овој пат да ги слушнеме. Верувам дека ќе имат некои забелешки кои ќе пренесеме во централата со надеж дека ќе се подобрат овие услови за развој на стопанството во Штип и во Македонија. Со оглед на тоа дека има измени и во останатите закони, фирмите ќе работат послободно и без притисок. Знаете дека данъчното ослободување, пензиското ослободување, новите вработувања, значи начинот на вработување кај што се ослободуваат одредени целни групи и други сет на можности за формирање регистрација на фирми ги го леснуваат можноста на стопанствениците за подобар нивни развој. Изедначеноста на високите казни како за големите, така и за малите фирми беше причина за стопанствениците на малите предпријатија да реагираат до владата, користејќи ги соодветните институции како Стопанската комора и Економскиот совет. Владата уште еднаш докажа дека има слух за посебно за малите и средни предпријатија, за малиот бизнис и практично ги има драстично намалено казните и до 90% има намалување на казните согласно големината на фирмата. Сега слушаме од претенците дека фирми кои се до 9 вработени само максимум може да имат 5 до 10% висина на казната од досегашните пропишени, што да кажеме е големо олеснување за да има кондиција, да имаме повеќе запуштување, поголем профит и да бидеме по-конкурентни на пазарот. Измените во Законот за прекршоци значително ќе ја промени бизнис климата во државата, додаваат од приватниот сектор. Законот има позитивно влијание поготово за фирми како што е мојата, со помалку вработени, со помал приход, бидејќи казните беа незамисливо израмнети со фирми со 300 вработени, со фирми со 10 луѓе вработени. Една казна, да речеме, од 11.000 евра беше и за мојата фирма со 5 вработени и за фирма од 300 вработени. Притисокот стана беше голем со застрашувачки енормно високи казни, ние фактички работевме под притисок. Трите критериуми според кои ќе се нивелира санкционирањето на малите и средни предпријатија се вкупниот приход остварен во претходната фискална година, просечниот број на вработени на крајот на претходниот месец во однос на месецот во кој е сторен прекршокот и претходното поведение на сторителот. Денес во Штип се асфалтираат улици во населбите Железничка и Ливаци. Од денес почнува замената на дотрејната водоводна мрежа и на улица Никола Карев во Штипско Ново село. Продолжува обновата на штипските улици.
Општина Штип и јавното предпријатие ИСАР продолжуваат со планираните активности за средување на инфраструктурата во повеќе населби во градот. Денес нов асфалт добија долна железничка во близина на силосот за добиточна храна и крак од улицата Маршал Тито во близина на детската градинка Вера Циривири Трена покрај Отиња. Во долна железничка асфалтирањето започна откако претходно ИСАР ги изврши неопходните интервенции во водоводната и канализационата мрежа. Вкупната должина на улиците во долна железничка се 1100 метри, а вкупната инвестиција е околу 4 милиона денари. Реализацијата е на Коле Транс Инженеринг од Штип. Додека кракот на улицата Маршал Тито се покриваше со асфалт, откако претходно беше извршено нивелирање на длабнатините. Вкупно имаме за асфалтирање околу 4000 метри квадратни, тоа е вкупно околу 300 метри и практично со овие 300 метри можеме слободно да кажеме дека целата улица Маршал Тито ќе биде завршена, која е во должина од неколку километри. Освен асфалтирање, денес се вршеше и реконструкција на водоводната мрежа на улицата Никола Карев во Ново село. Ова е согласно барањата на граѓаните на улица Никола Карев, упатена до градоначалникот. Градоначалникот веднаш ни даде налог и започнавме со работа овде во Ново село на улица Никола Карев. Ќе сменеме 200 метра водоводна линија со приклучоци, главна линија и со приклучоци. Овде имавме чести дефекти, имено секоја недела вршивме интервенција и ставање на спојки огрлици за спојување на цревото, така да многу повеќе е инвестирано во самите дефекти отколку да сменеме целата линија. Ќе се елиминира проблемот на честите дефекти, па најточно е тоа дека може би по 2 пати сме доаѓале последниот месец дена за поправка на дефекти. Инаку во тек е тампонирањето на улиците во село Чардаклија, каде што по празникот ќе започне асфалтирањето на повеќе улички во вкупна должина од над 1000 метри. Општина Македонска Каменица добива нова улица. Со средства од буџетот на општината ќе се поврзуваат улиците Маршал Тито и Кејска. Градежните активности треба да завршат до 28 август, празникот на градот. Општина Македонска Каменица го подобрува изгледот на градот. Во тек е проект за поврзување на улиците Маршал Тито и Кејска. Овде после извршената експроприација и после подготвената целосна проектна документација, уривањето на старите објекти кои што беа во овој дел на општината, еве денес гледаме дека се течат градежните активности за изградба на таа улица. Ќе биде од широчина од 5,5 метра со изградба на тротоари и со осветлување. Поврзувањето на овие две улици се реализира со средства од буџетот на општина Македонска Каменица. Со ова јавна набавка имаме договори за изградба на подпорен зид и поврзување на улицата кај улицата Гоце Делчев со улицата и Линденска. Се надеваме дека градежната компанија која што го има добиено оваа набавка навремено ќе ги заврши работите. Тоа е компанијата Хит Градба од општина Македонска Каменица. Средствата се обезбедени од буџетот на општината. Инаку целосното асфалтно поврзување на улиците Маршал Тито и Кејск, градоначалникот на општина Македонска Каменица Дарко Митевски очекува да се случи најдоцна до 28 август, денот на градот. Во тек е кровната реконструкција во општинското средно училиште Ацо Русковски во Берово. Инвестицијата е вредна 1.900.000 денари. Средствата се обезбедени од училиштето и локалната самоуправа. Општинското средно училиште Ацо Русковски од Берово засилено се подготвува за новата учебна година. Во ова училиште во тек е реконструкцијата на кровниот покривач на училишната зграда, проект со кој ќе бидат заменети постоечките салонитни керамиди, како и хоризонталните и вертикалните олуци кои што се во доста лоша состојба. Вршиме реконструкција на кровниот покривач на општинското средно училиште Ацо Русковски во Берово. Вкупната инвестиција е околу 1.900.000 денари. Средствата се обезбедени преку домаќинско работење од страна на училиштето со помош на локалната самоуправа. Значи ќе бидат заменети старите постоечки керамиди кои се од азбест, ќе бидат заменети со лим, ќе се стави дополнителна термоизолација од тервол и ќе биде саниран и холот со дополнителна сендвич изолација. Инаку директорот на училиштето Гоце Джалевски очекува градежните активности за реконструкција на кровната конструкција на општинското средно училиште Ацо Русковски во Берово да заврши пред почетокот на учебната година.
Во ек на наводнителната сезона МИПСО со препорака до земјоделците да бидат крајно внимателни при ракувањето со опремата за наводнување и со земјоделската механизација кога се во близина на далеку водите и преносната мрежа, за да не се повторат трагичните настани од пред неколку години кога настрадаа неколку земјоделци и рибари од струен удар предизвикан од контакт со далеководите и каблите. МИПСО со кампања за заштита од нови инциденти. Сезоната за наводнување е ризична за земјоделците. Поради ова МЕПСО со апел до сите земјоделци за крајна внимателност додека ракуваат со опремата за наводнување, со земјоделската механизација, како и со додатна земјоделска механизација во близина или во трасите на далеководите од преносната мрежа. МЕПСО како оператор на електропреносниот систем во овие летни денови кога е воек најфреквентно наводнувањето на земјоделските површини, апелира до сите земјоделци и ги предупредува да бидат особено внимателни кога ракуваат со опремата за наводнување. Тоа значи да бидат особено внимателни и опрема за наводнување, цевководни системи и прскалки да не поставуваат во трасите на далеководот или во близина на далеководните траси. Затоа што со тоа се изложуваат на огромен ризик заради тоа што водата е проводник, а и цевките кои што најчесто се изработени од алуминиум се исто така проводници, со невнимателно манипулирање и нивна употреба се изложуваат на ризик по нивниот живот, а воедно го ставаат во ризик и навременото и непрекинато снабдување со електрична енергија на електропреносниот систем. Овој апел освен за земјоделците се однесува и на спортските риболовци, да бидат особено внимателни при манипулација со риболовните стапови во близина на далеководи, бидејќи пред неколку години имаше серија несреќи, дел од нив со фатални последици. МЕПСО започна со оваа иницијатива да апелира редовно во сезоните за наводнување до земјоделците. Пред 4 години кога имаше еден несреќен случај во Овчеполието, кога едно лице заврши со фатални последици по животот, токму заради невнимателно ракување со системот за наводнување. Инаку МЕПСО, односно Македонски електропреносен систем оператор, е компанија во целосна државна сопственост, која е формирана во 2005 година, чија основна дејност е непречен пренос на електричната енергија низ високонапонската мрежа, управување со електроенергетскиот систем и редовен и навремен ток на електрична енергија до своите клиенти. Актуелните горештини го дигаат нивото на подготвеност на противпожарните единици. Територијалната противпожарна единица во Дилчево одржа обуки на вработените во јавните институции за справување со евентуалните огнени стихии. Општина Дилчево по овие обуки најавува доопремување со опрема на лицата кои треба да бидат вклучени во гасењето пожари. Според последните анализи од 1998 до 2011 година на територијата на Република Македонија има изгорено некаде околу 100.000 хектари шуми и има причинето штета околу 50 милиони евра. Токму заради тоа беше и одлуката на територијална противпожарна единица заедно со општината Делчево и лицето кое што е одговорно за заштита и спасување да одржиме една кратка обука на вработените во општинските служби. На оваа обука ние им одржавме предавање за начинот и тактиките на гасење на шумските пожари, понатаму за безбедноста која што треба да ја преминуваат во гасењето на шумските пожари, пред се за заштита на нивниот живот, потоа и животите на другите и исто така и за заштита на имотот кој што е зафатен со големите шумски пожари. Ќе бидат одржани уште дополнителни вакви доостручувања во доменот нормално на нашите можности, како во смисол на доопремување, односно опремување на лицата кои што ќе бидат вклучени во гасењето на шумските пожари со ХТЗ опрема, со напратњачи, гребла во случај на конкретно во случај на пожари во институциите во кои што тие лица се вработени, ќе им бидат понатаму извршени и специјалистички обуки на лица специјално кои што ќе бидат задужени, односно тоа ќе бидат одговорни лица за евакуација и почетно гаснење на пожарите. Жештините тешко ги поднесуваат и луѓето и животните, а влијаат и врз родот на полињата. Земјоделците на пазарот во Кочани велат дека сушата е најголемиот проблем. Варнежите можат само да ги намалат штетите од овие високи температури.
Голема понуда на градинарски и земјоделски култури имаше денес на пазарот во Кучани, но производите со краток рок на употреба, како што се праските и доматите, не можат да ги поднесат високите температури, па земјоделците претрпуваат големи штети. Се случува дел од производите да завршат и во контејнерите. Земјоделците свесни за влијанието на топлото време врз градинарско-земјоделските производи истакнуваат. Топлото време е од една страна пријатно, ама без наводнување на зеленчуко не може да успее производството. Основно е водата. Водата е исхраната, заштита на растението, тие се најосновните елементи за да успее производството. Без наводнување нема да успее производството. Тоа е основното. Водата е основниот елемент. После исхрана, заштита на производството. Без тоа не било нешто. Само ако ни помогне Господ да заврне дожд, иначе махни ровно. Джабе што вадимо тоа. Треба и да Боже ни помогне. Имаме доволно вода, ама се е отворено, хладначи нямам. Надвии на дрвца температурата и на се. Само да си смена температурите. Спаси за нас, иначе махни. Ако не смена температурите, джабе што се и на стабилишти и се. Дождот кој е најавен дури за средината на август, да се надеваме дека ќе ги спаси земјоделците и ќе им ги ублажи годинешните штети. Денеска се празнува денот на светата маченица Марина или кај народот позната како Огнена Марија, почитувана како борец за верата Христова. Овој ден се смета за празник посебен за жените, па според верувањата, денес домакинките не треба да ги вршат домашните увраски или работите наполе. Според народното верување, света Марина пали и казнува со оган, како свети Илија кој казнува со молњи и таа спаѓа во огнените светци. Вообичаено е на овој празник кога заради жештините гори небото и земјата да не се работи ни една работа. Во народната традиција сочувани се примери на пожари или громови. Во топлите празнични денови изгореле жито, сено и домовите на луѓето кои го прекршиле празникот и работеле на празникот на Свети Марина. Огнена Марија во неколку православни семејства се одбележува како слава. Овој празник на црквата во календарот не е означен со црвена буква, но сепак е многу почитуван во црквата и меѓу народот. Истражувачите се речиси сигурни дека делот од авион што вчера беше пронајден во Индискиот океан е крило од модел на Boeing 777, каков што беше авионот на Malaysia Airlines кој исчезна на 8 март минатата година, а во кој имаше 239 патници и членови на екипажот. Земјотрес со интензитет од 5,3 степени според Рихтеровата скала го потресе утринава брегот на австралиската држава Квинсленд. Ова е најсилниот земјотрес во изминатите 80 години кој ја погодил оваа држава. Епицентарот на потресот се наоѓал на копно на 100 км од островот Фрейзер во Коралното море, на длабочина од 30 км под површината на земјата. Организаторот на бомбашките напади во Мумбај во 1993 година, Јакуб Мемон, беше обесен откако индискиот претседател не го одложи извршувањето на пресудата. Мемон беше обесен во затвор заради улогата во најкрвавиот терористички напад во историјата на Индија. Тој беше обвинет дека ги финансирал бомбашките напади и судот во Мумбај го осуди на смрт во 2007 година. Стотина мигранти кои сакаат да влезат во Велика Британија веќе трет ден се собираат во францускиот град Калеу, пред оградата на товарниот терминал Евротунел, кој ги поврзува Франција и Велика Британија. На овој терминал синоќа биле испратени уште 120 француски полицајци. Маскирани напаѓачи обезглавија 8 членови на семејство во Мексико. Семејството било киднапирано во северниот дел од Мексико. Од трагичната смрт на ова несреќно семејство успеал да се спаси 9-тиот член, кој успеал да побегне и ја известил полицијата. Громорозното убиство се случило во област каде наркокартели одгледуваат марихуана. Македонскиот представник во Лига Европа работнички во третото коло од квалификациите вечерва со почеток во 20 часот на националната арена Филип II го пречекува турскиот тим Трабзонспор. Според реномето и настапите досега во Еврокуповите гостите ја имаат улогата.
Тренерот на Работнички Игор Ангеловски во пресред на првиот надпревар од третото коло во квалификациите за Лига Европа против Трабзонспор, најави борбена игра и максимално залагање на неговите избраници. Сите знаеме каков тим ема Трабзонспор, но ние нема да се предадеме. Моите фудбалери ќе мора да дадат максимум за да стигнеме до повален резултат против квалитетниот ривал. Ние од дуелите со турскиот представник само може да добиеме. Остануваме на нашата игра, нема да се браниме со сите сили, напротив, ќе играме офанзивно, изјави на денешната пресконференција тренерот на романтичарите. Капитенот Бажи Илиовски очекува повторно да се запише во листата на стрелците и како што рече, тој е дури и посигурен дека ќе ја затресе противничката мрежа. Ова е се во првиот дневник, доведување до 20 часот. Имајте убаво попладне со програмата на Канал Плюс.